Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете прво да споделам задоволство што диалогот продолжува. До сега диалог имавме за многу реформски закони, верувам дека и така ќе продолжи во интерес на Република Северна Македонија и на сите нејзини граѓани. Темите за кои што разговаравме беа така сублимирано две. Прво беа предстојните претседателски избори и второ разговаравме за идниот тек на реформските закони, многу важни за граѓаните, но многу важни и за добивањето на датумот за почеток на преговори, односно за отварањето на поглавијата со Европската Унија. На едни вакви разговори прво разговаравме за сите оние елементи кои што на најголемата опозициона партија се важни за да обезбедиме фер, демократски, кристално чисти избори. Социјалдемократскиот сојуз поддржува кандидат Стево Пендаровски заедно со повеќе од 30 политички партии. Ние сме фаворити на овие избори. Покрај тоа што првиот примат важно за државата да имаме кристално чисти избори, важно и за нас, кога сме фаворити на овие избори со Стево Пендаровски, да ги обезбедиме тие избори да бидат кристално чисти. Ова го зборувам пред се и од државен аспект, но еве и од партиско-политички аспект. Драго ми е што разговаравме за теми кои што се важни за опозицијата. Ние не бевме пред 100 години опозиција, бевме пред 21 месец опозиција и знаеме колку е важно опозицијата да добие комплетно фер околности за фер надпревар на ваквите избори. Во тој дел разговаравме за сето она што прво законот го предвидува, а тоа е еве од 11, тоа е 20 дена пред кампањата, завршуваат сите промоции, јавни настани, јавно пуштање во употреба или слично, но разговаравме и за сите мониторинг мисии, ОПСЕ, ОДИХР, Европската Унија, НАТО земји членки кои што ќе дадат своји представници. Дури отворивме иницијатива ако Европската Унија преку Европскиот совет има одредени алатки за одредени фокусирани места од страна на опозицијата да ги дополниме со дополнителен мониторинг, со тоа и гарантираме и обезбедуваме државата, но и секако и власта и опозицијата се на сигурна варијанта, така да верувам во делот на предизборието, во делот на кампањата и во делот на изборниот процес, Република Северна Македонија, сите политички чинители, секој одговорен во својот дел, навистина ќе придонесе да имаме блескави, кристално чисти избори, заради тоа што не сакаме да дадеме ниту еден аргумент на пријателите, на земјите членки, за да ни го земат како слабост, заради тоа што јуни месец е датумот толку долго очекуван, еве со кандидат земја од 2005 година, конечно да ги отвориме поглавијата. Она што исто така го договоривме во текот на изборната кампања на оперативно ниво, штабовите да имат комуникација, заради тоа што секој пат може да се јават и нови моменти очекувања, различно од денешните аспекти на гледање, сето тоа ќе придонесе. Сите ние, 31 политичка партија, изградивме став дека прв приоритет и важен успех за државата е изборите да бидат кристално чисти. После тоа е секако и да победиме. Фаворити сме со Стево Пендаровски, тоа е најголемата гаранција дека сите што се фаворити сака тоа да биде на кристално чисти избори, за да има полн легитимитет и да биде претседател на сите граѓани, дури и на тие кои што гласале за противничкиот табор. Само тоа е гаранцијата. Во делот на реформските закони, поголем дел од времето го потрошивме на разговори со сите сублимати внатре, разговаравме за законите од разузнавачките служби, таму постои досега диалог и верувам ќе продолжи тој диалог, заради тоа што треба заедно да застанеме. Овде се вклучени и НАТО експерти, го знаат тоа и од опозицијата, беа запознати, каде што секако обезбедувањето на новиот систем на Агенцијата за разузнавање и безбедност, новата како што треба да се формира, треба заедно уште од самиот закон, заедно со опозицијата да изгласаме, заради тоа што тоа е добро за безбедносниот систем и еден од важните реформски закони. Сите други закони од делот на реформата ќе ги поддржиме и драго ми е што опозицијата прифати да поминеме на работни групи, од утре да разговараме и за законот за јавното обвинителство. Секако тие имат своји ставови, нашите ставови се јасни. Ова специјално јавно обвинителство треба да се вгради во јавно обвинителскиот систем на Република Северна Македонија, каде што треба да му се даде шанса овој капацитет кој што е создаден во државата да продолжи, начело со Катица Јанева и со целиот тим, не зборувам само на обвинители, туку и истражители, и целиот тим кој што создадува едно трајно добро
во Република Северна Македонија и да биде репер да на тоа ниво ги подигаме капацитетите на останатите јавни обвинителства. Тоа се општинските, односно јавното обвинителство на Скопје, на внатрешноста, организиран криминал, па дури и државното јавно обвинителство. Очекувам низ разговорите на работни групи да се постигнат услови да се подржи консензуално. Тоа е обврска. Ова специјално јавно обвинителство 2015 година е гласано со сите. Редот е и иднината на јавното обвинителство во Република Македонија преку ваков квалитетен закон, во кој што работеа многу експерти, му дадеме иднина за негово обстојување и јакнење на системот на правосудството, кој што е многу важен и ова представува еден значаен дел од реформите. Драго ми е што сето она што е договорено, се уште не е изгласано во парламентот заедно, ќе продолжиме да го гласаме, а во делот на она што значи иднина на јавното обвинителство, вградено во специјалното јавно обвинителство во системот на обвинителство на Република Северна Македонија, треба да знаеме сите дека и тоа треба да го направиме во соодветен период, заради тоа што е услов кој што ќе ни се мери во Европската Унија. Се договоривме дека не треба да робуваме на рокови, но отприлика ги знаеме и кога завршуваат тие рокови, заради тоа што парламентот ќе застане за време на кампања да работи, а после тоа е доцна. Така да ние треба некаде до крајот на месец март да изградиме заеднички ставови и да ги изгласаме сите реформски закони, вклучително и овој закон кој што се дел од планот 18, за кој што верувам дека и самата имплементација ќе биде многу важна ако застанеме сите. Она што е значајно, знаете дека во самиот закон има лимитирање на користењето на неовластените прислушкувани материјали. Тоа дава за право и опозицијата да го земе ова заалатка, да овие капацитети на севкупното јавно обвинителство и дадат шанса да видиме сега како ќе се однесува према владеачката гарнитура. Заради тоа што повеќе нема прислушкувани материјали во нивна употреба, за тоа што од законот натаму продолжува, така да имат сериозен мегдан, буквално да дадат подршка и причина повеќе за јавно обвинителскиот систем, вака формулиран преку новиот закон, да добие своја иднина. Разговаравме секако и за аспекти кои што ќе значат диалог за многу други работи во државата. Отворив прашање кој што немав аспирација денеска да ги затвориме, а тоа е процесот на помирување треба да продолжи. Ние го отворивме во парламентот, пратеници од опозицијата, со пратеници од власта и јас како премиер. Верувам дека ќе можеме за тоа да разговараме за неколку важни проекти како што е клиничкиот центар. Верувам дека можеме заедно да застанеме, секако тој ќе ги разгледат сите овие опции и за нив ќе дадат своји ставови, но осеќам позитивен однос заради тоа што сите чувствуваме дека Република Северна Македонија конечно, крајно, треба во јуни да ги отвори поглавјата, да почне преговори со Европската Унија, која што е аспирација на сите наши граѓани, на сите политички субјекти, и на власта и на опозицијата, и соодветно на тоа и обврската е заедничка. Господине Заевски, пред помалку од 40 секунди, како индиректно да кажавте, еве, веќе бомбите ги нема, СЈО веќе нема да ве гони, дајте изгласете го законот за СЈО. Не, јас го кажавте тоа. И да се надоврзам, дали овој состав на СЈО е некаква гаранција дека функционерите од власта се безбедни? не. Па затоа инсистирате на него? Системот и законот се гаранција. Ништо друго. Секако и будноста на опозицијата, вас медиумите. Македонија, Република Северна Македонија е транспарентна, зборува отворено за постапките и верувам дека секој изграден капацитет е добре дојден. Сите знаете, заради тоа што голем дел од вас го следевте и пржинскиот процес, и сите знаеме до кога беа ставени лимитите, го знаеме и постојниот закон со членот 22, а и новиот закон веќе е достапен на јавноста, колку што знам, на влада помина и е пуштен во парламентарна процедура. Сето тоа, само да дадам одговор, сето тоа дава на знаење дека и употребата на бомбите има свој лимит и крај. И ова не е заради тоа што се носи нов закон за јавно обвинителство, заради тоа што се што има почеток има и крај, а понатаму сите тие докази кои што постојат, уште еднаш потенцирам материјални докази, тие не може да испарат од државата, така? Тие постојат за политичко влијание врз СЈО. Апсолутно не. Конечен гарант за таа работа дека нема политичко влијание или било што е меѓународната заедница, кој што е јасно во своите ставови. Кога власта и опозицијата имаат одредени различни стојалишта, меѓународната заедница таа кој што дава коментари. Така да овој капацитет кој што е создаден во нашата земја треба да го искористиме. Не случајно и ваква формулација на закон предочивме и не случајно зборуваме транспарентно и отворено.
Целото јавно обвинителство секако ќе се бори против корупција, против криминал, против организирани форми и слично, но секако сите знаеме дека тоа е веќе доминантно према новата влада, која што е 21 месеци активна влада. Дали Да можеме да дадеме и на другите да испадне интервју? Дали ќе се повтори 2,7 секунди гласање на претседателските избори? Дали тоа му го гарантиравте на Мицкоски? Какви се тие 2 секунди? Па за референдумот се гласаше еден глас. Апсолутно не се согласувам со тоа. Па вие не се согласувате, ама дали по постои- Дик таквига... Ама апсолутно не се согласувам. Значи Дик има погрешни резултати исфрлени. Ама апсолутно не се согласувам со тоа. Вие можете да бидете политички индуцирани како сакате да се поставувате. Секако има систем во оваа наша земја, има институции кои што треба тоа да го проверат, да го транспарентно соопштат и да го кажат. Па нема Вие постапка можете. во обвинителството. Го Јас отворите ли колку што знам има прашањето за постапки во предвремени одредени јавни парламентарни? обвинителства и ние можеме вака интервју да даваме, мора да бидете и колегијални према сите. Јас сум многу транспарентен и према сите зборувам за сите отворени прашања, така да и за ова прашање. Апсолутно зедовме двете страни денеска обврска. Да секој во својот сегмент гарантира кристално чисти избори. Тоа е многу важно и уште еднаш ви кажувам, влегуваме како фаворити. Сите го знаат тоа. Имаме историски исчекори, кога сите етнички заедници, сите политички партии застануваат за еден кандидат. И тоа го знаат сите кој е фаворит на овие избори. Посилна гаранција дека власта сака кристално чисти, фери демократски избори, од тоа нема. Господине Заев, да се задржиме на средбава. Извинете, Милка, Значи, поведете. дали Поведете, се Милка. останува Поведете, камен? Милка. Да не ќе да влегувам во конфликт. Премиере, ви имате искуство од соработката до сегашна со Мицкоски, во смисла тој многу долго време ги влечеше процесите околу изјаснувањето за референдуми, на крај повика на бојкот. Во таа смисла сакам да ве прашам, сега тој излезе со некаква конструктивност, навидум дека ќе се формираат групи за преговарање околу законот за јавно обвинителство, меѓутоа притиснати сте од рокови. Па моето прашање е дали на крајот пак власта ќе остане јавноста со куси ракави со тоа што нема да се успее да се изгласа законот и нема да се обезбеди двотреćinско Може ли дополнително мнозинство? на Милка? Господинот Мицкоски рече дека нема да има договор доколку со други зборови, доколку Катица Јанева е начело на И нејзиниот тим. нејзиниот тим. Вие велите дека треба Катица Јанева и нејзиниот тим да продолжи со работа. Колку Како очекувате време дека има? ќе договорите нешто и на тие работни групи кога имате сосема различни ставови по тоа прашање? Еве вака, значи ние сме власт и опозиција и логично за одредени прашања да имаме различни ставови. Даваме шанса на политичкиот диалог и тој политички диалог треба на основа на аргументи на маса да ги даде и конечните резултати. Опозицијата била несериозна многу често во последните 22 месеци пред државата, но државата нашла начин како да се движи во вистинскиот пат. Еве ја пред членство во НАТО, еве ја пред почеток на преговорите. Ние ќе направиме се. Се надевам со опозицијата. Но ќе направиме се. Процесите во Република Северна Македонија да се движат во вистинскиот правец. И секој нека си ја носи својата одговорност. И мене ми е драго што господинот Мицкоски даде конструктивен аспект на разговори по сите прашања, вклучително и по прашањето јавно обвинителство на Република Северна Македонија. Во едни вакви аспекти ние треба да дадеме шанс. Ја гледате и неговата реторика, ја гледате и мојата реторика. Нека ценат новинарите, нека ценат граѓаните. Јас ќе останам позитивен, заради тоа што мојата земја, нашата земја е исправена пред сериозни одлуки. Историски би ги нарекол, кои што ги чекаме скоро 3 децении. Така да секој да се ја носи својата одговорност. Апсолутно. Еден систем кој што покажа негова основаност за да биде формиран, зад која што гласаше опозицијата, во еден консензуален основ. Сега е редот да продолжи да гласа. Јас верувам дека ќе обезбедиме двотретинско мнозинство, се надевам дека тоа ќе биде со консензус, но законот се носи со двотретинско мнозинство. Моја искрена желба е дека тоа ќе се случи со консензус. Ако не, ќе сторам се да обезбедиме двотретинско мнозинство и за законот за јавно обвинителство и за секој од реформските закони во рамките на можностите. Може ќе успееме, може нема да успееме, но зарем има повредна работа во моментот покрај квалитетот на животот на граѓаните, паралелно да ги отвориме поглавијата со Европската унија. Господине Заев, дали имаше разговор и дали ќе има предвремени парламентарни избори и што е со барањето на опозицијата да биде јавниот обвинител избиран на нивен предлог? Немаше уопште отворено разговор за предвремени парламентарни избори, никој не го отвори, ниту опозицијата, ниту ние, заради тоа што
не гледам целисходност, заради тоа што сите рокови се пробиени, ставот на власта и на најголем дел од политичките партии е дека остануваме со избори 2020, веројатно редовните избори, кои што се есента, и ова тема воопшто не беше отворена. Ниту од опозицијата, ниту пак ние отворивме. За делот на... Второто прашање беше? Јавниот обвинител на избор на предлог на опозицијата. Да, тие го отворија да биде на предлог на опозицијата, макар на одложено дејствие, ние не го прифативме, заради тоа што ваква опозиција, која што не носела ставови своји за својата земја, а требала да оформи ставови, со ваков однос како што е, апсолутно ние не прифаќаме да биде предлагач на јавниот обвинител во Република Северна Македонија, и за тоа прашање во моментот можеме понатамо да дискутираме, да се консултираме, да ги поставиме своите одговорни ставови како политички субјекти, за да вградиме вакви алатки и механизми кои што ќе значат квалитет дополнително. Ние тоа сме го ветиле како наше изборно ветување и се надеваме дека ќе имаме опозиција достоинствена и конструктивна за да биде овластен предлагач на јавен обвинител на Република Северна Македонија. Осумината пратеници, уште само ова извината на колегите, осумината пратеници ви се согласни во однос на законот за СЈО или уште виси? Не. Ние направивме консензус и согласност во владеачката коалиција и го поминавме законот на влада. Сега е редот, прво разговараме со ВМРО ДПМН, па после тоа разговараме со помалите по број, а тоа е новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и опозицијата, па разговараме со Алијанса за албанците, со БЕСА и со сите други чинители. Премиере Мицковски спомна некакво испитување на потекло на имот ваше, негово, што е со тоа? Законите во Македонија постојат и треба да се испитува имот на секој за кој што мисла дека има сомневање за потекло на имотот. Имаме ни убави закони. Законите значат и конфискација на имот, законите значат 70% плаќање на избегнати даноци или скриени даноци и апсолутно, согласно законите, секој пат институциите може да постапат за секој, таму каде што има индиции. Знаете дека секој пат на одредени постапки постапувале сите институции пред се независните, тоа е јавно обвинителство, судовите или слично, но и самите државни институции кои што се под извршната власт, ако има било индиции дека некој нешто скрил од државата, прекршил закон, законите ќе бидат применени. Како вие ќе му го реализирате се барање на него? Немаше такво барање. Како Тој рече барање? дека вие сте прифатиле потекло на имот да се прави на негово и ваше. Не, Не, таква работа. Тој го кажува како пример, кога се работи за истраги или било што, да го слушнав и на телевизија, се соопштува и тука, секако не би имал намера да прераскажувам од нашите разговори, од ОКТА, од Телеком, од не знам што, прво за таа работа треба да смениме закон и устав, ако сакаме заради апсолутна застареност за одредени предмети да отвориме. Јас немам проблем за ниедно прашање во државата да разговараме, но тој го дава како своји аргументи во делот на одредени правни постапки, истраги или слично што се случуваат во државата. Господин Зајев, уште едно за специјалното јавно обвинителство. Рековте дека убаво е да се гласа со консензус, но доколку не успеете, ќе побарате други начини. Дали ова значи или Катица Јанева или никој друг? Дали сте спремни да разговарате за друго име за да биде начело на специјалното јавно обвинителство? Значи, во самиот закон е предложено мандатот на Катица Јанева да биде уште една година од истекот на низиниот мандат, ако го имате читано. Тоа самото по себе кажува дека тоа е 5 месеци од истекот на низиниот мандат или 6 месеци. 15 септември истечува мандатот. Низиниот мандат по овој закон, ако се донесе до крајот на март, теоретски значи март 2020 година. Зборуваме за 6 месеци. Но во закон да ограничите право некој да биде кандидат за повторен избор, реизбор, тоа не може да го направите. Сите се еднакви. Јас верувам во специјалното јавно обвинителство и ќе дадам подршка на ова специјално јавно обвинителство и на сите личности кои што работат во ова специјално јавно обвинителство. Заради тоа што тоа јавно обвинителство беше искрата на наде за враќање на правната држава и таа правна држава ја враќаме во Република Северна Македонија. И сите тие луѓе, почнувајќи од Катица Јанева, ќе ја имат мојата подршка како политичар доколку дојде јас да одлучувам за таа работа. Обично, знаеме како се одлучува во јавното обвинителство, одлуките ги носи Советот на јавни обвинители, тоа е предвидено во закон, какви се постапките од делот на транспарентност и сето тоа е предвидено. Во такви околности апсолутно ние можеме да зборуваме за принципиелни основи. Така да ние можеби некои ни се допаѓат, некои не ни се допаѓат, може има луѓе кои што јас не ми се допаѓат, а се составен дел од институциите на системот, но кој сум јас.
Сите ние треба да ги почитуваме тие институции, заради тоа што тие институции се вградени во нашиот систем. И треба, на основа на тоа, уште еднаш кажувам, зошто подржав поприлична независност пред се финансиска на новото обвинителство за гонење на висока корупција. Тоа е специјалното обвинителство вградено. Заради тоа што тие капацитети кои ќе се подигнати, треба да бидат стандард кон кој што ќе тежнееме со другите јавни обвинителства. А не сите да ги симнеме доле, па после тоа да се чудиме како држава зошто немаме квалитет, зошто немат материјални средства да работат или зошто доволно не се мотивирани од делот на материјалниот аспект на нивните примања. Така да принципиелно ги гледаме работите и принципиелно ќе останеме за нив до самиот крај.